Мејата сабота започнав со Јан Хус и кажешме некои работи, малку еден вовет дадовме, ако се сеќавате, за тоа што предходело на делото што Хус и него споменавме, неговиот соработник Јероним од Прага го извршиле во Чешка во 14 и почетокот на 15 век. Зборувавме за Кирил и Методи, нивното дело, што предходело, значи делото на евангелизација на средноевропските словенски народи, и споменав една битна карактеристика, сличност во делото на едните, значи Кирил и Методи од 9 век и Јан Хус во 14 што представува формула за реформација, ако веќе некогаш била христијанска нацијата на која што се проповеда словото, или за препорот на таа нација, ако никогаш пред тоа не го чула Евангелието. Единствена успешна формула е Божието Слово, и тоа е предуслов, прво нешто што треба да се случи, за да една нација се реформира, е Божието Слово да биде преведено на народниот јазик и да биде, се разбира, тоа само по себе не е доволно, да биде пропагирано, да се шири, да се описменува народот. Јас често пати знам да речам, човекот што не го познава писмото, мислам на Светото писмо, е неписмен. Бидејќи Библијата е писмото. Ако не го познаваме писмото, сме неписмени. Без оглед колку и да сме образовани и учени, и да знаеме и да читаме, се разбира, и да пишуваме и на разни јазици. Писмото го отвора патот за секој препорот, за ново раѓање, за реформа во животот на поединците и во животот на цели народи. Јас би сакал некои мали извадоци вечерва од 6 глава во големата борба под наслов Хус и Јероним во нашиот превод. Таа се наоѓа на 97-та страница. Видите како започнува Елена Вајд во врска со Хус и оваа глава. Упатува на Кирил и Методи, иако може би она сама не знаела да ги каже нив по име. Првата реченица од оваа глава вели: Евангелието во Чешка стигнало уште во 9 век. И веднаш, што вели? Втората реченица: Светото писмо било преведено и богослужението се одржувало на народен јазик. Не знаела да каже Кирил и Методи, но меѓутоа на нив упатува. Но како растала папската власт, Словото Божие се повеќе било засенувано. Грегор VII, кој имал цел да ја урне горделивоста на кралевите, во иста мера настојувал да го подјарми и народот. За таа цел издал декрет со кој забранил вршење на служба во црквата на чешки јазик. И замислите каква идиотска изјава дал. Цитирано е во Историјата на протестантизмот од Уајли, 3-та книга. Имаме цели 4 книги. Историја на протестантизмот. Имаме копија од нив во библиотеката.
папата изјавил дека на семокниот му е угодно богослужението да се врши на еден непознат јазик и дека непочитувањето на ова правило би предизвикало многу зла и ереси. Затворен цитат. Какво суеверие. Меѓутоа факт е дека тоа е реалноста на многу народи, па и на многу цркви. Доскоро, јас лично, се сеќавам, бев 90 и не се сеќавам која година беше. Мислам дека беше или 99-та или 2000-та, не се сеќавам. Бев на погреб на една подалечна роднина. И сега попот пее, го слушам, разбирам кои стихови ги пее. Јован, Воскресението, зборува. Разговорот меѓу Исус и Марта, таму, 11 глава. Меѓутоа, го гледам народот, присутните на погребот. Врска, значи, ништо не разбираат од целото. И сега тој си го пееше тоа, се разбира на старословенски јазик. Значи, кога човекот не е упатен, јас да нема врска од Библијата, ќе разберев и ја ништо од врска. Ништо. Сум бил на погреби како атеист порано, ништо од целото. Како може на Господа да му биде угодно богослужението да се одвива на непознат јазик? Тоа само на Луцифер може да му биде угодно. Значи, колку што е можно вистината да не допира, а Божија волја е спротивно на тоа, колку што е можно вистината да допре до што е можно повеќе души, за да бидат просветлени. Се што протестантите направиле во средна и западна Европа, па подоцна и во скандинавските земји. Скандинавските земји дури станале подобар пример. Зборам за тоа време. Не денес. Денес се сите со роспии. Но во тоа време цели народи го менувале својот карактер благодарение на реформацијата. Што биле германците, што биле швеѓаните, што биле викинзи, биле агресивни. Дури и како католици не го промениле својот карактер, затоа што кога дошло Евангелието кај нив, значи католицизмот што? Само ги направил церемониите, ги крстил со вода како мокри грешници, без многу духовна промена, се разбере освен кај поединци, но грото народ, самата нација, не доживеала некоја голема промена тогаш. За разлика од делото на Кирил и Методи, каде што Евангелието се ширело, значи словото се ширело, не биле само церемониите. И затоа чешкиот народ бил многу склон да ја прифати реформацијата што Хус ја ширел во тоа време. Ако сте ја читали, јас ви реков, ако имате слободно време, прочитајте оваа глава од големата борба, ќе забележите дека многу не се кажува што конкретно проповедал Хус, какви конкретни реформи спровел. Се остава впечаток како да тоа не е толку битно во тоа време, значи 100 години пред Лутер, но битното е било која реформа. Например, тука се вели како Хус се уште се сметал себе си за католик, како немал намера, значи, еве, например, 98 страница вели како предан син на Римската црква. Тој не сакал да го сруши авторитетот, туку само злоупотребите на црковниот авторитет. И така натаму, ќе најдете многу вакви
описи и реченици во оваа глава од големата борба. Но ќе забележите дека сето тоа што го правил затоа што бил потекнат од Божјата реч, од Светото Писмо. Се што протестантите постигнале и направиле во Европа во тоа време, било благодарение на Божјата реч. Да речеме, оправдание со вера, наспроти заблудата која што ја ширел папскиот Рим, дека спасението може да се купи со пари, со индулгенции, или со било какви други заслуги. Како дошле протестантите до сознание дека тоа е заблуда, а дека се спасуваме само по благодат, преку вера, како што напишал апостол Павле, од Божјата реч, од Божјето Слово. Како протестантите дошле до сола скриптура, првото начало на протестантската реформација. Како протестантите дошле до заклучок дека само Христос е единствениот посредник и дека не треба да бараат посредништво од светци, па дури ни посредништво од Богородица за нивното спасение. Од Светото Писмо. Каде пише во Светото Писмо? 1 Тимоти 2.5 или 2.15, кој беше. Зашто еден е Господ и еден е посредникот помеѓу Бога и луѓето. Еден е Бог, вели, и еден е посредникот помеѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус. Значи 2.5. Како дошле до сознание дека не треба да се молат на слики, кипови, икони и така натаму? Повторно читајќи го Светото Писмо. Ја прочитале втората заповед и многу други ситуации во Библијата. Може ли било каква реформа, и што друго и да споменеме, што представувало реформа и може слободно да се рече бунт против римските заблуди? Елена Вајд ќе напише на 103 страница во оваа глава: Бог го расветлил умот на овие избрани луѓе, така што многу заблуди на Рим им станале јасни. Преку овие своји слуги Бог го изведувал народот од мракот на римските заблуди. И така натаму, и така натаму. Сето тоа, сиот тој мрак, можело да биде растеран само од Божието Слово. Затоа да се има Божието Слово на разбирлив јазик и да се шири што е можно повеќе, и да се проповеда што е можно повеќе, како што правил Хус од така наречената Витлеемска капела, каде што бил назначен да проповеда во Прага, само тоа е единствениот начин вистината да ги ослободи луѓето. А прочитавме на почетокот, папата што сакал, одземајќи го Словото и проповедајќи дека тоа треба да биде на непознат јазик и целото богослужение да биде на непознат јазик. Прочитавме, ако се сеќавате, на почетокот од главата, тој сакал уште со тоа да го подјарми народот. Уште повеќе да го подјарми народот. Значи, кога Библијата му се одзема на народот, или кога постои, меѓутоа на непознат јазик, или постои, меѓутоа богослужението е на непознат јазик, па дури кога се цитира Библија, непознат јазик, тогаш народот е во робство. И ден денес, во 21. век, македонците се во робство. Не им се криви албанците или турците.
или муслиманите воопшто. Не ни се криви ниту ЦИА, ниту Ватикан или некои други сили во овој свет. Ние самите се одвоивме од изворот на Словото. И колку год да врескаме Свети Кирил и Методи и Свети Климент, ние не го следиме нивниот пример. Тоа биле луѓе што во своје време ја проповедале вистината на народен јазик и страдале заради тоа. Меѓутоа, ние како евреите им градиме споменици на пророците, вели Христос, вие им градите споменици на старите пророци, и велите да живееме во времето на тие пророци, немаше да ги убиваме и да ги каменуваме како што правеа нашите татковци. Замислите, евреите стварно така размислувале. Евреите од Христово време, истите тие што се спремале да го убијат Божиот син, навистина така размислувале. Да живееме во времето на Јеремија, немаше да го тепаме Јеремија, како што правеа тогашните наши предци. Или во времето на Исаија, или другите пророци. Меѓутоа, во тоа време, кога така мислеле и кога така се чувствувале и кога така зборувале, се подготвувале да го убијат Божиот син. Затоа нашата верност кон вистината секојаш се цени по тоа како ние денес постапуваме со неа, а не по тоа колку ги почитуваме минатите, оние луѓе кои што Господ во дамнешната историја ги користил како своји слуги. И денешните протестанти, има ли некој денешен протестант кој што ќе зборува против Лутер, против Хус, против другите реформатори? Не. И денес Лутер е славен и го слават денешните протестантски цркви. Германија, меѓутоа исти тие цркви денес се подготвуваат за сојуз со Рим. Се откажуваат од реформата. Што изјави покојниот бискуп Тони Палмер? Па што има да се нарекуваме повеќе протестанти? Па ние воопшто нема што повеќе да протестираме. Ништо повеќе не протестираме, вели. Ако денес да ги прашаме сите тие, што мислите за Мартин Лутер? Тој беше голем Божи човек. Како што македонците би рекле Свети Климент, светец голем Божи. Меѓутоа, Господ тоа не го смета за никаква верност, ако ги славиме старите пророци. Како постапуваме денес со вистината? Тоа е прашањето. Како денес постапуваме со онаа светлина која што ја имаме? Се разбира, за разлика од денес, Хус живеел во тешко време. Време кога немало верска слобода. Време кога, самиот тој за да проповеда требало да биде свештеник, ракоположен, поставен во Витлеемската капела во Прага, не можел било кој да проповеда. Бог го искористил дори и уметничкиот дар, една корисна употреба на иконите, ако така можем да се изразам. На двајца луѓе да нацртаат, да насликаат две контрастни слики на еден централен плоштад во Прага. Едната слика го прикажувала Христа, облечен во обична палестинска облека од тоа време, како качен на магаре влегува во Ерусалим. Другата слика била што? Се сеќавате? Папата облечен во најраскошните облеки, што велеше, еднаш речен Данило на една таква слика коментираше, многу кебиња на него има овој. Еден куп раскошни наметки,
злато, сребро, како јава на најсилните коњи, придружуван од исто толку раскошно облечени кардинали и слуги со сета чест. Интересно е, значи, без да се изусти ниту еден збор, овие две слики одржале таква проповед на народот, на населението во Прага, што тоа дало голема замав на реформацијата што Хус ја спроведувал во тоа време. Ја подгрел реформацијата. Интересно е, Господ секогаш работи на ваков начин. Секогаш кога ќе подигне луѓе да го проповедаат Словото. Секогаш нешто ќе се случи во политичкиот живот, да речеме, кој што ќе даде сила на тоа Слово, на тоа проповедање, на тој обид. Јас сеќам кога се проповедаше Словото на телевизија Амазон на преминот на векот, во истото време, ако се сеќавате, Борис Трайковски стана председател на Македонија. И на некој начин, и без да сакаш, како што е сега случај со Бен Карсон, без да сакаш, мора да се збори сега, за адвентизмот се збори сега во Америка, во јавните медиуми, тогаш за протестантизмот воопшто се зборуваше во Македонија. И јас некако чувствував дека таквите разговори, таквите медиумски расправи околу протестантизмот всушност даваа сила на оно што го проповедавме преку телевизија. Многу луѓе, значи, ги поврзуваат тие работи, ги слушаа. Имаше многу луѓе кои што доаѓаа во тоа време тука, пред црква. Некој од нив по грешка, мислејќи дека тука ќе го најдат председателот. Но било како, тоа беше една еуфорија се создаваше кај оние кои што го прифаќаа Евангелието, а се разбира многу гнев и омрза кај оние кои што го отфрлаа, да не сакаат, да сакаат да задушат таа светлина. Меѓутоа, тоа се случуваше, тоа не можеше да се спречи. За Мартин Лутер, имаме прочитано, Мартин Лутер, пред да ја започне својата реформација во Германија, знаете што се случило? Еден германски кнез, веројатно тој што подоцна ќе го штити Лутер, значи пред Лутер да ги закова тие 95 тези во Витенберг, пред да започне реформацијата, овој германски кнез сонил сон. Значи, политичка фигура, повторно, од тоа време. Во сонот вели, видов како еден монах, бидејќи Лутер бил монах, но сега пред да го познаваат кој е, како почнал да пишува нешто и од тоа што го пишувал на хартијата се тресал целиот свет. Настанал земјотрес. И вели, неговото перо со кое што го пишувал тоа, било толку долго, што едниот, значи, крајот на перото допирало до Рим, до папската палата, го разбудило папата и тогаш и во Рим се случил земјотрес. И тогаш вели кнезот, јас се разбудив и не разбирав што ќе значи овој сон. Но кога се случила реформацијата, многу добро сватил. Дори тоа го разбрал како Божи повик до него да делува во заштита на Лутер. Зошто Господ дозволил Хус да пострада маченички, да го загуби својот живот на еден срамен предавнички кривоклетнички начин од страна на царот Сигисмунд, кој што прво му дал збор на Хус дека ќе биде заштитен неговиот живот ако се појави пред папскиот суд во Констанца, а потоа го погазил тој збор и дозволил Хус да биде уапсен
и фрлен во грозна темница и потоа запален на клада. Видите, во светот некојаш е потребно да се случат такви работи, за да може вистината да има поголем успех подоцна. Значи, Хус доживеал маченичка смрт, за да може кога Лутер ќе се појави пред папскиот суд во Вормс, тогашниот цар Карл Пети да може да рече: јас нема да го погазам мојот збор. Не сакам, значи, срамниот пример на Сигисмунд не сакам да го оцрни моето име. Иако и Карл Пети бил католик и веќе завзел страна против реформацијата, сепак тој не сакал да го погази својот збор и да дозволи Лутер да биде фрлен во темница. Затоа што примерот на Сигисмунд со Хус делувал во таа насока овој човек да не сака на тој начин да си го оцрни својот углед пред светот и во историјата воопшто. За да успее реформацијата на Лутер, Хус бил жртвуван. За жал, реформацијата во Чешка не успеала. Реформацијата во Хрватска и Словенија во тоа време не успеала. И ден денес тие земји се католички. А и таму каде што успеала, во дел од Германија или скандинавските земји, или англосаксонските земји, или Холандија, што гледаме денес? Гледаме страшен отпад и беззаконие. И ово што им се случува со овие избеглици, сето тоа им се случува по заслуга. Сето тоа е повик. Денес прочитав на интернет дека, значи, многу христијани нели беа маченички убивани од идиотската секта изминативе месеци, уште од лани, во Блискиот Исток. Но денес, после интервенцијата на Русија, вели, илјадници муслимани од Сирија стануваат христијани. Значи, дури исламски верски водачи од Сирија се цитирани. Денес го прочитав, сега попладнево. Како тоа го потврдуваат. Значи, Господ дозволил некои да бидат погубени, мнозина христијани да бидат прогонети и раселени од таму. За да сега од самиот муслимански свет, откако ќе се разоткријат злосторствата на така наречената исламска држава и се разбира незините врски со ЦИА и МОСАД и останатите безбожнички структури во овој свет. Мнозина муслимани да дојдат до познанието на вистината, се разбира не доаѓаат до целата вистина одеднаш, меѓутоа се прави чекор. Не знаеме што ќе се случува во иднина, но знаеме дека едно е сигурно, Господ ќе го отвори патот за многу муслимани да ја прифатат вистината, да го прифатат Исуса Христа за Господ и Спасител. Ја една работа се чудам што не можам да ја објаснам до ден денес. А тоа е следната. Познавам многу, не можам да ги наречам православни, тоа се, како што велеше сестра Равета од Ченто, ништо верци. Познавав многу македонци кои што ги мразеа нашите емисии на телевизија Амазон. А во исто време познавав многу албанци муслимани кои што ги сака и дури ги фалеа тие емисии секојаш кој ќе се сретне со мене. И не можам да разберам, не можам да си објаснам зошто на муслиманите толку им се допагаше тоа што се зборуваше во тие емисии. А на множина така наречени православци тоа не им се допагаше и тие ги критикува и ги напаѓа. Не можам да си го објаснам до ден денес. Јас не проповедав ислам, не зборував за Мухамед на тие емисии, меѓутоа тоа што се зборуваше на муслиманите им се допаѓаше. Барем на тие што ги познав, на тие што ни пристапува, што изразува големо задоволство. Јас тоа вака си го толкував. Муслиманите се луѓе кои што сакаат
да се проповеда верата, како вера. Значи, нека биде и христијанска. Да се проповедаат верските, моралните начала. Значи, нека биде и христијанска, важно да се проповеда верата. Сеќавате кога го утепаа Борис Трајковски, имаше, меѓу другото, јас се сеќавам, имаше изјава од тогашниот Реис Улема во Македонија, кој што имаше изјавено, човекот беше верник, како нешто битно кажано. Борис Трајковски не беше муслиман, меѓутоа, тие го истакнаа тоа како нешто битно, што човекот, за разлика од неговиот претходник и неговиот следбеник после, БЦ, овој човек беше верник. И што мислите, во ваква ситуација Господ нема да ја отвори вратата илјадници и милиони муслимани во последното време да ја прифатат вистината? Се разбира ќе отвори. И тоа треба да гледаме со надеж. Значи, ние самите не треба да реагираме со омраза спрема нив, заради ова што се случува. Туку да знаеме дека тоа што се случува го прават фашисти од ЦИА и компанија. Но да гледаме со надеж и со нашите соседи муслимани тука, и со тие подалечите дека Господ ќе отвори вратата. И множени од нив ќе бидат доведени до познание на вистината и спасение за живот вече. Нека му е фала и слава. Амин.